Министар, ке неодамна објавивте дека во нашата држава успешно е спроведена обука на украински војници, но руската агресија се уште трае. Дали има следни активности за продолжување на помошта на украинските сили? За жал, руската агресија се уште трае, меѓутоа Република Северна Македонија е непоколеблива во однос на поддршката и помошта која ја пружаме на Украина. Неодамна заврши обуката, за прв пат во изминатиот период од кога започна руската агресија, имавме можност да спроведеме обука на припадници на украинската армија овдека во Република Северна Македонија. Таа заврши успешно, беше димензионирана согласно поборувањата кои беа доставени од украинската страна и се разбира дека и во наредниот период вратата на Република Северна Македонија ќе остане отворена за поддршка и помош на Украина се додека тоа е потребно. Без разлика дали ќе биде во смисла на повторни тренинзи и обуки на украинските сили или со дополнителна воена помош и поддршка која ја имаме. Македонија се покажа прилично цврста во справувањето со руското влијание. Дали сметате дека во следниот период, особено во предизборието, може да се случи опасност од ново влијание од трети држави на внатрешните процеси? За жал, тие трети држави кои, слободно ќе кажам дека не им мислат добро на Република Северна Македонија, не престануваат со своите влијанија, но тоа што е добро е дека како институции, како држава, умееме и ги препознаваме таквите влијанија кои ги нарекуваме штетни или малициозни влијанија и за сега успешно се справуваме со нив, што значи дека институциите одговараат на тие предизвици. Тоа значи пред се дека имаме добра координација во безбедносно-разузнавачката заедница и внатре во државата, меѓутоа се разбира и со нашите партнери во рамките и на НАТО алијансата и надвор од неа, и ги споделуваме информациите кои или ние ги добиваме по наше сознание, односно нашата безбедносно-разузнавачка заедница, или пак евентуално ги добиваме од нивна страна. Влијанието, како што реков, постои, но добро е што изминатиот период тоа се намалува, пред се впрочем и заради самите активности кои ги превземаме, и така ќе се обидуваме и во наредниот период. Многу е важно оние процеси кои се започнати во државата и кои значат напредок за Република Северна Македонија да продолжат и во тој правец, во вистинскиот правец. Јас сум свесна и јавноста е свесна дека особено Руската Федерација не сака да ја види Република Северна Македонија како членка на Европската унија. Меѓутоа останува на нас, прогресивните сили во оваа држава, тој пат на државата да го обезбедиме во иднина. На домашна сцена актуелности со нападите од пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Драган Ковачки, кога го тужевте и за клевет. Дали сметате дека неговите напади се чисто од дневно политички мотиви или мислите дека ќе постојат и други мотиви што екс-припадник на армијата ја критикува и ја клевети министерката за одбрана? Разочарува фактот што било кој припадник на армијата одлучил, особено кога имате висок офицерски чин, одлучувате да ја напуштите армијата и да се посветите на политичкото действување или активностите во една политичка партија, но се разбира, ова е демократска држава и секој има право да носи собствени одлуки. Но исто така разочарува фактот што нападите изминатиот период не кон мене, туку повеќе кои беа насочени кон армијата, се разбира неосновани и можам слободно да ги наречам дека се лаг. Зошто велам разочарува? Затоа што кога сакате да измислите некаква приказна, тоа може да трае долго. Но кога сакате да ја кажете вистината, тогаш нема да прибегнете кон измислување лаги, можете да ги погледнете слободно бројките. Бројките кои се јавни, официјални и кои не се дел на никакви конспирации, всушност покажуваат каков напредок е направен во армијата на Република Северна Македонија за време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од 2017 година па до денес, а каков е во оној пеколен период од 11 години кога армијата и припадниците на армијата беа сосема заборавени. И бидејќи се повикав на бројките, без многу да обременувам, јас ќе кажам само два податока. Првиот податок се однесува на инфраструктурата која е изградена за време на 7 години период земам за време на владењето на ВМРО ДПМН, инвестициите кои се направени во инфраструктурата во армијата и тие изнесуваат некаде околу 140 милиони денари. За разлика од тоа, за 7 години владење на СДСМ, инвестициите во инфраструктурните објекти и инфраструктурата во армијата
се нешто околу 960 милиони денари. Тоа е едниот податок. Вториот податок се однесува на инвестициите во модернизацијата. Во 2014 година која Скопје ни многу добро и целата држава ја паметат, промоцијата на познатиот проект Скопје 2014 и годините претходно, и тоа само за една година, во 2014 година инвестициите во модернизацијата на армијата, значи опремување со воена опрема и така натаму софистицирана би требало да биде, се 340 милиони денари. Во една година, за време на владењето на СДСМ и во Министерството за одбрана, е инвестирано 3 милиарди денари. Овие бројки и во инфраструктурата кој ги кажав, и во модернизацијата јасно го отсликуваат кој е односот на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кон армијата, а кој е на ВМРО-ДПМН. Впрочем и успехот, најголемиот успех кој го постигнавме, а тоа е реализацијата на нашата најголема и важна стратешка цел, членството во НАТО, алијансата, се случува всушност токму на резултат на овие големи вложувања и инвестирања во одбраната. Не само за да станеме членка на НАТО алијансата, туку затоа што инвестирањето во одбраната е основна задача на секоја една влада. Во политичкиот аспект, уставните измени како да паднаа во втор план. Дали постои можност до крајот на година или барем до крајот на овој мандат на пратеничкиот состав тие да бидат донесени? Уставните измени се единствениот начин како да го продолжиме патот кон европската интеграција на нашата држава во овој момент сега. И како што многумина представници на Европската унија кои доаѓа овдека и амбасадори на земји членки на унијата кажа дека не постои друг начин, мислам дека останува на домашните актери на политичката сцена во нашата држава да ја донесат финалната одлука. Ако ВМРО-ДПМН се плаши од уставните измени, тоа треба јавно да го каже. Јас не се плашам, затоа што со донесувањето на уставните измени или овој амандман кој е предложен, се гарантира и се зацврстува македонскиот идентитет. Затоа што со тој амандман ние велиме дека ги признаваме бугарите како малцинство во Република Северна Македонија, а македонскиот народ се разбира со другите се државотворен народ на оваа држава. И тука се прави јасна разлика меѓу она што долги години беше фама или се зборуваше како една од теориите за нас и за нашата држава. Се зацврстува и позициите на македонскиот јазик, кој се повеќе се употребува и се повеќе држави го уважуваат како македонски, посебен македонски јазик. Така што сите оние теории на заговор кои ВМРО-ДПМН се сака да ги презентира бегајки од одговорноста да донесе одлука, паѓаат во вода. И на крај, јас би рекла ако гласаат за уставните измени, тогаш ќе го прифатиме барањето, нека нема техничка влада и да одиме на избори во редовна влада. Изборите се на неколку месеци пред нас. Сите политички партии, вклучително и СДСМ, се на терен. Какви се вашите впечатоци од теренските посети и какви се вашите очекувања од војните избори во 2024 година? Присуството помеѓу граѓаните секогаш е добродојно затоа што така најдобро ќе знаете како се рефлектираат одлуките кои ние ги носиме во владата помеѓу граѓаните. Периодот кој предстои се разбира дека ќе се зголемат активностите на политичките партии и во блокот на власта, меѓутоа и кај опозицијата, но неколку работи се многу важни. Многу е важно зашто ќе зборуваме пред граѓаните, но исто така многу е важно и нашето однесување и пред камера и позади камера. Многу е важно дали во периодот кој предстои, вклучително и во изборната кампања, ќе зборуваме за економската состојба, ќе зборуваме за економските програми, ќе зборуваме за програмите за развој на државата, како да ги задржиме младите, како да го подобриме образованието, да го подобриме здравството, или ќе се враќаме, како што тоа се случува изминатиот период, на некои стари приказни на непотребно кревање на квазинационализмот. Слободно ќе го наречам квазинационализмот. Кога имате одредена позиција и кога немате со што да се пофалите, или кога немате што да кажете дека сте сработиле, многу често, за жал, во Република Македонија, меѓутоа и овдека на Балканот, тие функционери, без разлика дали е на централно или на локално ниво, како во овој случај, да зборуваат
многу повеќе за национализмот и за тоа кое знаме високо ќе се крене. Република Македонија и власта и владата имаат обврска да го окренат стандардот на граѓаните, да го подобрат условите за живот на овие граѓани. И затоа, впрочем, и ние изминатиот период и ги носевме и ќе ги носиме сите тие пакети на антикризни мерки за поддршка и на граѓаните, меѓутоа и на општеството. Исто така, е многу важно, она што изминатиот период се зборува, тоа е околу предлогот на ВМРО-ДПМН или барањето да нема техничка влада. Во 2015 година, токму форматот на техничка влада, како што го имаме во законот, а тоа е 100 дена пред мандатот на завршување на мандатот на редовната влада, кога се организираат парламентарни избори без разлика редовни или предвремени, да постои техничка влада во која што два клучни ресора, министрите два клучни ресора ќе бидат номинирани од опозиционата партија. Тоа беше предлог на СДСМ, меѓу другите решенија, во 2015 година, затоа што тогаш бевме убедени не само ние, туку целото општество и меѓународната заедница, дека Република Северна Македонија е заробена држава. Дека во Република Северна Македонија не се почитуваат основните човекови слободи и права, да не зборам за слободата на медиумите и така натаму, и дека власта беше премногу вплеткана или вкорената во сите општествени процеси. Ние сметавме дека во такви услови институциите беа слуги или служеа на политичка партија, а не на граѓаните. И од тие причини сметавме и го дадовме како предлог формирањето на техничка влада, која што можеби во светот и никаде ја нема, особено на Западен Балкан земјите, сигурно нема. Го дадовме како предлог и тоа се прифати. И во 2016 година изборите беа организирани на тој начин, во 2020 година исто така беа организирани на тој начин со техничката влада. Фактот што ВМРО-ДПМН денеска бара да нема техничка влада, значи дека се во ова што било причина за формирање на техничката влада во 2015 година веќе не постои. Тоа значи дека Република Северна Македонија веќе не е заробена држава, дека институциите се способни да организираат фер и демократски избори без да има било какво политичко влијание, и јас би рекла дека за мене како член на СДСМ и министар за одбрана ова е всушност комплимент. Благодарам на интервјуто и одвоеното време. Ви благодарам и вам.